Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Коце Трајановски, директор на јавното претпријатие за државни патишта. Добре дојдовте. Добро најдовте. Господин Трајановски, вчера беше свечено пуштена делницата од експресниот пат Градско Дреново, бевте дел од отворањето, еве како го доживеавте овој чин, после колку месеци од кога сте на функција? 8? 6 месеци, еве, 6 месеци отворате нешто што стоеше така, се чекаше да се отвори. Како го доживеавте самиот чин на отворањето и што значи оваа делница за крвотокот на Македонија, особено за тој дел, но и општо гледан? Видите, тоа е едно пријатно доживување. Со оглед на тоа што после 6 месеци успеавме да пуштиме во употреба два патни правци. Значи, јас сум назначен за директор на јавното претпријатие државни патишта на 3 јули 2024. Некаде на 4 јануари го пуштиме првиот пат, значи Страцин, Длабочица и Длабочица Крива Паланка. Еве, значи пред малку го пуштивме и овој патот што е од Градско до Дреново. Практично е тој некаде 15,5 километри една компанија што го прави, уште 1 километар од друга компанија, значи некаде околу 16,5 километри. Вистина е прекрасно чувството, доживувањето да бидете дел од тимот, од сите оние кои што работеа на реализација на овој проект. И во самиот говор кажав, пред се благодарност на сите оние кои што допринеле да овој проект се заврши. И пред моето назначување и откако сум назначен јас, луѓето кои што се околу мене. Значи секој оној кој што дал и најмал допринос, треба да се заблагодариме и да честитаме. Независно кој колку завршил. Така да, овој патен правец е многу значаен, бидејќи ја поврзува централниот дел на Република на Македонија и југозападниот дел. Мора да кажеме дека југозападниот дел, Пелагонискиот регион, е еден од најплодните и најголемите региони во Македонија. Значи, тука се и со најголем број на жители, практично. Тука се Прилеп, Битола, ако приклучиме Ресен, со Могила, со Новаци. И сметам дека овој пат ќе допринесе многу за развојот на тој регион. И навистина жалам што досега тој пат не бил направен, бидејќи сепак е тој дел од коридорот 10, тоа е 10D, и е многу значаен за овие градови. Например, ако се направи комплетно со експресен пат да биде и оваму кај што заправме, кај што го пуштивме на 14, ако се направи се до Прилеп, во тој случај од Скопје до Прилеп би патувале некаде за саат време. Може би помалку од саат време. И удобно, и безбедно, и брзо. Да не зборам, еве уште 40 на километри има до Битола, да речеме тие 14 км до уште 15 минути. Значи би било многу подобро и за бизнисот, и за луѓето, за вработените, за сите кои се движат по тој пат. Така да мислам дека е многу значаен крвоток. Не се многу километри овие 16 километри, но јас постојано го возам тој дел, имам камче во Крани, постојано одам, патот беше катастрофа, оној стариот, нели? И се гледаше она што се гради горе. Зборуваме за сложен терен, за комплицирана изведба, имаше многу работи кои што беа не само обичен, нели, пат пуштен така, нели, во правото, во низината, имаше планини, превои, клучки имате многу. Не беше едноставно да се направи. Па видите, овој дел што го пуштивме не е баш многу во планински дел, да речам, нема многу, ги викаат, усеци или многу наклони. Меѓутоа, овој дел кој што треба да го пуштиме, значи за вториот дел, од Дреново, преку Дреновска клисура, па се до поврзување на постојниот пат, преку тунелите кои што се при крајот на оваа нова делница. Таа втората делница, првата делница 15,5 и ја прави Штрабак. Ја правеше практично Штрабак, уште малку треба нели да доврши, што не влијае на функционалноста и безбедноста. А вториот дел е од 10 километри и го прави Синохидро, кинеската компанија. Морам да кажам дека за двата правци претходно, значи овој делот кај што е Штрабак, била тирена скави, па многу споро работење биле заменети со Штрабак. Ваму работело Рубау, шпанска компанија, кој исто така е заменета со Синохидро.
Овој правец вториот, значи што зборуваме од 10 километри, што го прави Синохидро, значи тој практично би можеше да се пушти доколку се одеше спрема проектот. Значи он спрема проектот, требаше скоро и овој да биде пуштен. Меѓутоа со моето доаѓање кога направивме увид со стручните лица од јавното претпријатие државни патишта, со градежниот факултет, со надзорот, констатиравме дека косините практично почнуваат од крајот на асфалтот веднаш косини. И тоа надзорот ми вели, директоре, ова не е добро. Зашто велам? При најмал дожд, калта, земјата во вид на кал се слива на асфалтот и веќе половина од патниот правец го фаќа од едната страна или од другата страна. Значи ќе се оттепат очистени, пак нема да исчисти. Штип Миладиновци што се случи, тоа често пати. Па не, ова е подрастично, ова е да. подрастично. Да. И друго е многу вертикални се косините, вика, така да и незаштитени, и така да се донесе констатација од надзорот, од изведувачот предлог, од градежниот факултет како консултанти, да малку се направи едно 2 метри подалеку да се оде асфалтот, да има слободен простор, да бидат со помал наклон, и има еден дел кај што има карпи кои што се практично доста да речам надвиснати, туку представуваат опасност за патот. Ја не знам зашто тие тогаш не биле елиминирани, така да сега нивното елиминирање ќе треба со минирање, со специјални методи. Веќе е направен проектот, преговараме со некои компании да видиме како ќе можеме тоа да го завршиме. И јас се надевам, сигурно се поставува прашањето кога и тој пат ќе биде пуштен, веќе онако што рековте, па тој е малку поопасен и овој други, од овој дел што е од Градско до Дреново, по стариот пат кога идеме преку Росоман, иако одејќи преку населеното место, преку општината Росоман, мора да се намали брзината, опасности од сообраќајни несреќи, од удари и слично, бидејќи има многу население кои што тука гравитира. Ово е поопасен пат, така да со пуштањето на оваа втора делница, сметам дека значително ќе се подобри безбедноста, брзината, па и удобноста при возењето на овој пат. Ни останува понатака да проектираме експресен пат од кај што завршува овој дел па се до Прилеп, иако има веќе проект од каменоломот на Маврово, па се до Беловодица, некаде околу 4,7 километри, каде што има некој стар проект, меѓутоа не ги опфаќа и мостовите, проширувањето на 2 моста има на тој потек од 4,7 километри, и тоа би било практично трета лента. Значи секаде има трета лента, значи трета лента одејќи кон Прилеп, значи кога се оди према на Горница, не кога се спуштаме од Плетвар надолу, туку годиме према Плетвар на Горницата, со тоа би на целиот дел би имали трета лента. Меѓутоа тоа не го забрзува многу сообраќајот и безбедноста ја намалува, ама не толку. Кога да очекуваме? Март е оптимистички? Па не, ја мислам дека пред одморите, сега зависи од елиминирањето на карпата, кое што е на вистина сложен процес во досегашните мои контакти со сите оние фирми, компании, стручни лица кои што работат на оваа проблематика. Меѓутоа, се надам дека пред одморите со сигурност и тој ќе биде пуштен. Опозицијската СДСМ ве обвини дека се китите со туги перја, наводно 92, не знам како го пресметаа тоа, но 92% било сработено од нив, вие сте сработеле само 8% од проектот и сте се фалеле дека вие сте го направиле. Така беше вчера. Малку смешно, ако вие за 8% не сте успеале да го завршите за година дена, во тој случај се прашуваме кога би ги завршиле тие. Со оглед на тоа што година дена пред јас да дојдам за директор на јавното претпријатие државни патишта, година дена значи компанијата Штрабак беше повлечена од оваа траса. Значи немаше вработени, немаше опрема, немаше механизација, значи беше оставено. Беа 2 анекси или агендуми, како ги викаат, не беа подпишани, бидејќи ова е практично преку ИПА фондовите, 71% преку ИПА грант, а останатите, тоест 28 милиони од вкупно 37,5, да речеме ориентационо 28, а 10 милиони се од националното кофинансирање, така да преку CFCD, проектната единица во Министерството за финансии, јавното претпријатие,
и Министерството транспорт и врски, значи со ангажирање и на министерот Александар Николовски, и моето ангажирање, успеавме да го надминеме тој проблем, да тие два анекси ги се подпишат и работи еден тим од луѓе од 20 до 30 дена и заедно со европската делегација тоа се прифати, почна да се плаќа, па беа во прашање некаде околу 13 милиони евра кои што не беа исплатени. И сега како можеш ти да кажеш дека јас сум завршил 92%, 8% не си завршил, ти практично не се работеше, туку беше стопиран тој пат. И не е баш за фалење дека за 18 останале година дена без никакви активности. Благодарно до сите што до тогаш го наде. И навистина така и треба се одесуваме. Сега не сакам да ги набројувам сите личности, заради тоа што две влади се сменеа. Значи од почнување од идеја 2012-2013 кога ВМРО беше на власт, па се од идеја па до физибилити студија, па изготвување на проект, па изготвување на тендерска документација, избор на изведувач, воведување на изведувач, сето тоа една огромен број на луѓе учествувале од највисоки до најниски функции, затоа тоа се направи. Така да го присвојуваш тоа сето сам, не може ниту ние да го присвојуваме, ниту они да го присвојуваат. Тоа е патот тој пат е на народ. Бирани сме ние за да можеме да завршиме таа работа. Пред 10 дена пуштивте уште еден експресен пат, зборуваме за Куманово Крива Паланка. Тргна работава конечно и годинава, што би рекле, со патишта, нешто што не се случило многу одамна. Во само 10 дена, првите 15 дена од годината имаме веќе две делници кои што се пуштени. Убаво звучи. Види, на моје големо задоволство, мислам дека пред се големо задоволство на граѓаните на Македонија. Еве успеавме во јануар месец. Ја не знам кога се памети во јануар месец да бидат пуштени два патни правци. Па и еден не знам дали сме пуштиле во зимскиот период. Мисловте вие на 14 дека практично имаше снег, пролитаваше или имаше еден послаби врнеше од снег. Значи пред 10 дена на 4 јануари го пуштивме Страцин Крива Паланка во должина од 25 км, а иста е должината и на двата патишта. И таму имаше 15,5 имаше Штрабак и оде 15,5 км. Тоа е исто така многу значаен пат со оглед на тоа што не се поминува ни со општината Ранковце и сите оние кривини и небезбедни делови. Туку сега се оди по еден експресен пат, модерен пат, многу побрзо и до Крива Паланка пред се на населението. Меѓутоа, тоа е меѓународен пат, тоа е дел од коридорот 10, кој што се оди за Бугарија, за Турција и сметам дека ние треба да работиме уште повеќе на тој коридор 10. Имено веќе сме со министерот и министерството, со министерот Николовски и со министерството во разговори да веќе сигурно ќе го почнеме проектирањето од Романовце до Страцин, така да целиот дел тој биде со експресен пат. Така да луѓето од Паланка велат, ние сега се годиме вика за Куманово можеби повеќе од саат време. Сега ни ќе ни се смали можеби за пола саат да поминуваме. И тоа влие да останат луѓето во Паланка да си работат во Куманово. Некој секојдневно го возите. Секојдневно некој си работат во Куманово, као поголем центар што е. Така да од Романовце практично ќе оди пред Куманово. Куманово ќе се заобиколува од десната страна гледано од Скопје према Куманово и некако диагонално ќе се доаѓа до Страцин. Ќе биде целосно нова траса. За колку километри зборуваме тука? Па тука зборуваме некаде за околу 30 на километри. Да. Кога мислите ова да се реализира или да почнеме? Сметаме дека ова ќе почнеме следна оваа година би требало да почнеме со проектирање. И кој ќе се нормално пред треба да ја затвориме финансиската конструкција, дали ќе одиме со Светска банка, дали ќе одиме со некој друг начин на финансирање, очигледно не може тоа да биде од парите од буџетот на Република Македонија, туку ќе морат или од кредити, дали ќе бидат од европските кредити или од останатите, за да можеме да затвориме таа финансиска конструкција. Веќе ние преговараме како јавно претпријатие кон Министерството транспорт и врски со Светска банка, веќе сметаме дека таму побрзо одат некои постапки, затоа што сметам дека на вистина ова е клучен. Веќе дел од коридорот 8, а и ова и претходниот пат што го реков, и тоа е многу значено од коридорот 10D од Дреновската клисура па се до Прилеп.
Така. Опозицијата, како што кажавме, се фали дека тие изградиле се, но дали реалноста и вистината е дека тие не можеа да завршат ништо токму заради еден факт, бидејќи СДСМ беа заложници на ДУИЦ? Дали еве гледано како човек кој што сте и во политиката подолго време, она што се случуваше, знаете, токму во вашето предпријатие сегашно, дали работите за кочија токму заради тоа што некого не го интересира овие, да не речам, делови од Македонија? Па види, може и од тој аспект да се гледа. Со оглед на тоа што директорот на јавното предпријатие државни патишта беше од ДУИ. Да. Има една прилика, значи, сега ова е неофицијално, има речено, па слушай, ние немаме гласови таму, нека се оди работата, нека се тече, ама без големо притисок. Так. Без голем притисок кон изведувачите, кон надзорите, кон подизведувачите и сето тоа. Така да мислам дека и тука можеме да најдеме некоја поента во незавршувањето на овие патишта. Меѓутоа, главната поента е оние луѓе кои што биле на власт, особено кои што биле задолжени, ресорното министерство и функционерите од тој крај, сметам дека можеле да направат еден поголем притисок за да тоа се заврши. Вела дека асфалтот бил направен на Страцин Паланка. Меѓутоа, јас кога кажав во својот говор многу прецизно и многу децидно кажав, во делот на Штрабак од 15,5 километри немаше ниту 1 сантиметар квадратен асфалт. Го има и тоа на видеото. Дури и земјаните и тампонските работи не беа завршени. А оној дел од 10 километри, кој што го правеше гранит, тогаш имаше основен слој ставено, со исклучок на мостовите и на виадуктите. Сега они го прикажуваат тоа на тие 10 километри, не го прикажуваат на овие 15 километри. Значи, има и министерот Николовски, кој што беше во претходната влада од Паланка, не можел да сватам како не можел да направи еден поголем притисок, веќе тоа му е родниот град, родниот крај, за да тоа се реализира. Така да, и тука имаме ние многу, видете, при градење на овие патишта мора да има некоја интеракција меѓу изведувачот и инвеститорот. Во конкретниот случај инвеститорот е јавното предпријатие државни патишта и Министерството за транспорт и врски. Значи, треба да има една интеракција во решавањето на проблемите. Во градските работи не секогаш се децидно одредени што треба да се работи и како треба да се работи. Има пропусти во документација, има пропусти на теренот кои што се јават и мора тие да се решаваат. И треба да вистина треба да, како да кажам, да влезете малку посрчано и да работите. И нормално да направите притисок. Вие знаете дека за овој дел, ја го кажав и тоа јавно, си дадов задача кој ќе заврши мојот прв мандат од 6 месеци да ги пуштам овие два патни правца. Закаснив 3 дена следниот и другиот беше скоро готов, ама реков мајде да го пуштиме покасно. Меѓутоа за да се заврши тоа, тоа треба многу голем ангажман, ангажирање лично од директорот на јавното предпријатие, од стручните служби, благодарност до сите нив, кои што и до сите институции кои што помогна ова да биде завршено. Министерството за транспорт, да. Форсиравме ние првпат зимско ноќно асфалтирање во зимски услови, работење под дожд, под снег. Значи може да се работи. Ако гледаме нордиските земји, тие практично не би требало да завршат ни еден пат. Условите кај што се есенски, кај нив се и летните услови некојаш такви. Така да има голем простор за да се работи, да се заврши нешто на рок, во рок, доколку се ангажирате и сте посветени на тоа. Нормално и треба редовно да си ги подмирувате обврските према изведувачите. А ја не знам и зошто да не се подмируваат кога се тие средства обезбедени од банка. Так. Само треба тој кој ќе се поднесе ситуација да си имаш доволно стручни луѓе, да доволно брзо, 10 на 15 дена ја разгледаат таа ситуација, или да ја вратат, или да ја пуштат на плаќање, да побарувањето од банката, да се повлечат тие средства да им се исплатат. Така. Каква ви е соработката со министерот Николовски? Многу битен фактор во целата оваа приказка. Видите, тоа ни е ресорен министер и сигурно дека е многу битен, многу значен. Соработката ни е не добра, туку би рекол одлична ни е. Заедно со него ги решаваме сите проблеми кои што настануваат. Нормално има многу удел и премиерот. Значи морам да потенцирам дека постојано се интересираше до каде е работата, до каде сме стигнале, имаме ли проблеми, доколку имаме проблеми, се вклучува од проблеми во смисол да се вклучи некој друг
значи некој друг ресор, некоја друга институција во решавањето Ако на проблеми. некаде Ако работата, закочи некаде, реагира. така да благодарно си до премиерот, а со министрот практично заедно работиме, ние ги извршуваме, ние сме оперативно ги тераме работите, меѓутоа во останатиот дел министрот многу ни помага. Така. Имаше многу шеги по социјалните мрежи за вчерашното отворање, но беа на сметка на СДСМ. Шегата беше дека зошто отварате нешто што е веќе отворено, ако се сеќавате, токму пред парламентарните избори, тогашниот им председател Ковачевски се возеше со тогашниот министер за транспорт и врски беше тогаш, бидејќи имаше многу врски во целата таа приказка, го возеа токму моментот на градско Дреново, малку кофалата тресеше и беше лом, но тие објавија дека готов е, таа делница дека е готова. Вие кажавте дека фалеле, односно недостигале само 13 милиони и работата била застаната само една година, но имаше големи шеги за таа пародија што се случи, тие прогласија дека патот е готов. Беше малку морам да кажам дека покрај тоа што не работеа година дена и не беше асфалтирано во должина од 310 метри. Так. Значи една косина имало слекување поради подземните води. И таа косина практично работеа некаде од 2 месеца, 2 до 3 месеци. Значи дека испитаат каква е, па дека направат проект каков ќе биде, дека им го одобриме проектот, практично и да возеле, морале да удат на тампон од 300 метри или да не може да поминат преку тој тампон, бидејќи тоа беше прекин во асфалтирањето. Ето успеавме тоа да го направиме и за жал и откако го завршиме, рековме готов е патот, се случи после 15-20 дена поново во продолжение на таа косина поново да се слече и тоа го саниравме, па да речам, експресно, многу брзо, за 10 дена максимум, така да кога го пуштиме веќе беше сето она што е функционално и што влие на безбедност да може да се пушти во привремена употреба. Како сте задоволни од она што се случуваше? Да, резултатите се видливи, но еве после 6 месеци како гледате на она што се случуваше во минатава 2024 на планот на државните патишта? Видите, јас сум задоволен со оглед на тоа што откако дојде оваа влада, начело со Кристијан Мицковски, еве, да речем и јас како оперативна институција на директор на јавното претпријатие државни патишта, после едно месец дена од снимање на состојбата, веќе почнавме интензивно да работиме и јас сум задоволен со оглед на тоа што Македонија стана едно големо интензивно градилиште. Значи се градеше скоро насекаде, со оглед на тоа што беа заостанати многу делови, значи се градеше Струмица Дабиле, таму се уште дел закочен, мислам дека овие денови целосно ќе го откочиме. Потоа се работи поново мост кај Богданци, па се работеше овој, да речем, градско Дреново, Дреново Фариш, Дреново, Дреновска Крисура, па Прилеп Битола со Бекстилиенка, па имаме пред Славе, селото Славе пред Кривогаштани, па имаме од Охрид до Свети Наум, исто така се гради, од Охрид се гради исто до Кичево, од Кичево до Дебар, значи од извор до Гарски мост и таму се гради, од Гостивар према Букојчани, од Гостивар према Тетово, за обиколница околу Тетово, сето тоа беа едно големо градилиште. И едно од најголемите откочувања беше со Бекстилиенка. Со оглед на тоа што тие практично не работеа, Македонија си платише пенали. Ова сум го кажал и поново ќе го повторам. Договорот со Бекстилиенка е потпишан некаде 8 март 2023 година. Во договорот пишува дека за 6 месеци Македонија ќе ги реши имотите односи на трасата кај што треба да поминува и ќе им се даде фронт за работа. За жал, не биле решени за тие 6 месеци, тоа доаѓа негде август 2023. Кога дојде од 2024, исто така не беа решени имотите односи и немаше фронт за работа. Интензивно работевме на решавање на имотно-правните односи, а претходно Бекстилиенка, пазете, Бекстилиенка со нивните луѓе одела по институциите низ Македонија. Значи во управата за имотно-правни односи, во катастар оделе, во Министерството за земјоделие, значи секаде онаму за да можат они да го откочат процесот. Јас кога да реков се извинувам, меѓутоа ова значи јас сум одговорен овде, значи јас сум назначен како директор
И јас си ги организирам состаноците и кај мене најмалку по 2 пати месечно беа од сите институции дојдени. И од Бирото за проценка, и од државните правобранители на сите градови, значи и од катастар доаѓа, значи доаѓа од имотоправни односи, од Министерството за земјоделие. И кога видеа овие како се решават после месец дена, веќе видоа дека на едно место си ги решаваме проблемите. И за многу кратко време ги откочиме и ги ставиме во функција и им дадоме фронт за работа. Така да ние испаднавме еден чекор пред Бекстел и Енка. Значи, ние сме готови, вие побрзате со работата, веќе немате пречки во работењето. И мислам дека и Бекстел и Енка се задоволни со оглед на тоа што секоја компанија која дојде сака да си ја заврши работата, никоја не сака да седи тука и во централата незина да ги праша што работите, туку да решат, еве завршивме работа. Иако остануваат многу проблеми. Исто така за Кичев Охрид. Не вие туку граѓаните гледаат кога се движат за Охрид, оваа сезона дека после одморите веќе се гледа една огромна раздвиженост. Сметам дека и тука направивме измена во законот, со оглед на тоа што и Кичев Охрид со закон се избрани, одредени направивме измени за да можеме да го откочиме и тој процес. Така да сметам дека некаде пред одморите од Врбјани до Ботун, со прекин во Ботун, од Ботун до Климештани и од Климештани до Охрид ќе се вози по нова траса. Јас сум сигурен дека ќе се вози по една лента, целосно нова, меѓутоа работиме и голема е веројатноста да биде по двете ленти да се вози на овие патни правци, на овие делници, да речам, од Кишево до Охрид. До кога и за кога може да очекуваме да биде целосно готов овој проект кој што стана мистерија, буквално онака синоним за нечија неспособност, бидејќи 7 години се тапкаше во место, ништо не се правеше. Најголемиот туристички центар по Македонија, зборуваме Охрид, Охридското езеро, Струга, останаа така. Кога може да очекуваме конечно граѓаните што ќе се решат, па и странците и сите, нели, да седнат в кола и да стигнат од Кишево до Охрид нормално како што треба? Видете, према моите сознанија негде во 2027 година почетокот веќе беа скоро 40% решени, завршени работите, значи од изјавите на тогашниот министер од страната на ВМРО ДПМН. После 7 години, наместо да почнат да работат, тие почнат да фаќаат вештици. Значи, тие работици ја работат. А ако некој сгрешил, си има институции, си има служби, ќе си го гледаат тоа. И јас ако директор на јавното предпријатие државни патишта да почна да се бавам со претходниот директор, немаше да бидат пуштени овие два правци. Мојата целокупно внимание и ангажман ќе беа свртени таму. Не. И работи работата, си има институции, ќе си работат, дали некој сгрешил во претходниот период или не сгрешил. Така да изгубија многу време. Тој, значи, таа омрата, да речам, политичка према некоја политичка партија, ја казнуваат граѓаните. Значи, ти си дојден тука да нешто направиш, а не да се бавиш со обвинител. Не си обвинител таму, си има институции за тоа. Така да тие 7 години ги изгубија, во тие препукувања, препроектирања и сето останато. Така да сега ние сме веќе во една напредна фаза како да ги заштитиме тие косини. Тие косини беа оставени на забот на времето. Знаете, кога ќе оставите одредена косина и тоа, тие косини се ненормално големи. Так. Значи, наместо да има тунели или галерии, тие се оставени косини по вака косината, која мерите некаде фаќаат некои по до 100 метри. Со многу дерми, значи оние каскадно ако ги гледате, и тие останати на забот на времето, на дожд, на снег, на мраз. Значи сето тоа почна да се слива надоле. И сега правиме геоистраги кои што ќе не коштаат, меѓутоа ќе треба да видиме структурата долу на земјиштето како е на тие косини и врз основа на тоа ќе се препроектира заштитата и безбедноста на овие косини, значи или стабилизација, вака да речем, на тие косини, за да би можело да патиштата не бидат што побезбедни. Вие не се занимавате со работата на своите претходници, за тоа има завод за ревизија, така? Не, си има ревизорски извештај, си има институции, нека се бават со тоа. Јас воопшто не ме интересира, верувајте.
Да. Што да очекуваме во ова 2025 година? Што се работи во текот, освен овие работи што ги набројавте и Ја што ќе следи натаму? ги спомнав овие Да. работи кои што се активно, кои што се работат во Македонија. Овие два веќе ги пуштивме, кажавме кои пуштиме, ќе ги пуштиме во следниот период. Значи во 2025 ни покасно. Меѓутоа сакам да напоменам дека исто така се подготвуваат два крупни проекти исто така. Значи од претходно и тие се започнати. Така. Меѓутоа поради различни причини и по слабото темпо на нивната реализација, едниот е Скопје Блаце. Значи веќе очекуваме дека првите понуди ќе ги имаме во крајот на мај оваа година и понатака доколку сека биде како што треба, а се надеваме дека ќе биде, ние сметаме дека оваа година и ќе се почне со градбата на тој пат. А вториот е од Кичево до Букојчани. Значи сега ако гледате од Тетово, Гостивар, Букојчани, а Букојчани е некаде тука околу Стража. Така. Значи ако идеме према Охрид, од левата страна ќе дојде Букојчани селото. Меѓутоа од Букојчани до Кичево е празно. А тука е започнато претходно била целата делница предвидена одеднаш, па после тоа поделена со оглед на тоа што на дел на една половина населението имало протести и несогласувања околу експроприацијата. Сега поново ќе оди на целата делница со оглед на тоа што од Кичево до Црвевци првата делница што било завршен е проектот, направен е, има елаборати за експроприација. На вториот очекуваме дека крајот на април, почетокот на мај, евентуално ќе го имаме проектот, а паралелно веќе се подготвува тендерската документација, така да се очекуваме дека крајот на оваа година, евентуално последната година, дека и таму ќе се почне, ќе се удри камен темелник или да речам почеток на градишните работи. Меѓутоа, тргајќи од искуството што било претходно, ние веќе работиме на експроприација на трасата со оглед на тоа што кога ќе го направи, кога ќе го избереме изведувачот, ние веќе да му дадеме поле, фронт за работа од 3 до 5 километри или колку ќе биде за да може да работи паралелно како што напредува, ние ќе си ја вршиме експроприацијата за да нема застој, да не чека на почетокот, а и во текот на работата да не чека поради експроприација. Експроприацијата е еден многу тежок и сложен процес. Дали законот измените во законот ќе помогнат за да се реализираат овие работи? Во кој закон? Законот за експроприација требаше да доживее измени, исто беше најавено тоа. Дали се работи на тоа нешто или не сте? Видите, има одредени измени. Да. Меѓутоа сепак тие измени помагаат, ама ја забрзуваат малку процесот, меѓутоа пак процесот е доста сложен, многу субјекти се. Сепак се работи за собственост. Да. Кога се работи за собственост, треба да се испочитува собственикот, да му се даде да се направи елаборат, да се направи проценка, да се повика и да му се понуди цената и во еден разговор или расправа го викаат тоа, да видите дали се сложува или не се сложува со таа цена. Меѓутоа тука би сакал да истакнам една аномалија во функционирањето, а тоа ние имаме биро за проценка. Значи се проценува колку е вредноста на земјиштето кое што се откупува. А претходно имаше биро за проценка и вештачење. Така. Вештачењето беше во таа институција. Сега нема вештачење, а проценката не е меродавна за судот. Па судот назначува дополнително судски вештачи, кои што судски вештаци се поврзуваат со разни тргнат од различен интерес, најчесто многу често и од личен интерес. Јас сум морал да реагирам и скоро кај сите председатели на судови, ќе молам се работи за државен интерес, да гледате ако некој вештак проценува 5 пати поголема цена него ли проценителот, онда е многу сумнително. Нешто не е во ред, да. Нешто не е во ред, тоа е многу сумнително. Да. Така да јас ќе предложам и до владата да не знам да ако тоа не е во спротивно со некој европски закони, со оглед на тоа што ние гледаме нашето законодавство да биде прилагодено на европското законодавство, барем да вештачењето поново се врати таму со оглед на тоа што не очекуваат големи
значи големи проекти со многу огромен број на парцели кои што треба да ги експроприираме. Така. Имаме уште многу теми за отворање, за она што ќе се случува. Македонија се гради, имаме, и тоа не е претенциозно, еден вистински инфраструктурен бум. Со нас е Коце Трајановски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Коце Трајановски. Директоре, дали е претенциозно да се каже дека Македонија во моментов доживува инфраструктурен бум? Споредбено, особено со минатите 7 години, ова што се случува сега, дали можеме да го наречеме инфраструктурен бум? Видете, добро рековте, ако гледаме како беше пред неколку години, речам во изминатите 5-6 години, како е сега, би можеле да го наречеме. Со гледа тоа што бек Стиленка да го гледаме, тој веќе на 3 делници тој активно работи, луѓето го гледа на тоа и би можело да речеме дека тако не е инфраструктурен бум, да многу блиску до тоа. И тоа треба да ни биде како потстрек да понатака продолжиме, не да се задоволиме со ова. Тука како веќе на граѓаните и понудите едни стандарди на работа, тие стандарди они ги очекуваат да ги одржите вие. Да не биде тоа само за како популизам направено. Напротив, треба да продолжите и понатака. Прашање од гледачите кои што беа, вие доаѓавте наваму, заглавивте кај Момин поток. Прашањето на гледачите е кој е задолжен за тоа? Тој е под вас или под град Скопје, онаа Под град Скопје. Под град Скопје, значи Даниела. Нашето е за обиколницата. Да. Во рамките на од обиколница надолу е под градот Скопје. Значи гужвата што е се должи на град Скопје. Да, не е општинска, туку градска е таа, тој пат, да рече. Под нив спаѓа. Уште една работа имаше, прашањето беше за клучката кај Бунарџи кон обиколницата, дека вклучувањето било многу руиниран патот таму. Има ли таму нешто да се прави? Претпоставам тоа е ваше или и таму нешто да не спаѓа под некоја општина? Не, Бунарџик е наше, тоа е на јавното предпријатие државни патишта. Тоа е руиниран, меѓутоа уште повеќе е руинирано кај клучката кај Хиподром, која се исклучувате од кога доаѓате од Куманово, па треба да одите на заобиколница десно, тој кракот или рампа, како ја викаат стручно, е во една катастрофална состојба. Меѓутоа, не можевме тоа да го направиме, со оглед на тоа што треба да се направи проект, треба да се направи план земјни набавки, меѓутоа ставено е како приоритет во ова 2025 година да бидат тие санирани. Потегнавте до прашање кое што е многу интересно, барем праксата така кажува, во Македонија, па и во останатите посиромашни земји, повеќе гледаме да направиме некој пат, а останатиот дел од патот кој што се, да речем, тој што ќе го направиме, ќе биде 5% од вкупниот километража што имаме од државни патишта, тие после да се одржуваат. Значи, многу помалку средства се издвојуваат за одржување, неголи за нови патишта. Ние би требале исто така постојните патишта, особено автопатите, експресните патишта, они што се магистрали, би требале да целосно ги реновираме, за да можеме да Македонија и така е кастоците на коридорот 10 кој што се користи и понатака коридорот 8, за да можат да го користат и граѓаните на Република Македонија, а особено и странците. Во прилог ви оди зголемената наплата на патарините. На што се должи оваа зголемена наплата? Дали повеќе странците и македонците патуваат или пак се случаја некои промени кои што придонесоа да има скоро 10 насто имате поголема наплата споредбено со 23-та? Да, јас кажав дека уште во јули месец 2024 во однос на јули месец 2023 имаше 1 милион. 1 милион евра повеќе или околу 60 и неколку милиони денари во македонски. Така да ако земете 6 месеци, практично скоро сега не е 6 милиони, туку околу 4, нешто до 5 милиони е поголема наплатата во однос на претходната година. Пред се ние направивме голема реорганизација во менеджментот, тај да речам така, во раководниот кадар на наплатните станици, за да што повеќе има контрола околу плаќањето во тие наплатни станици, да нема веќе вака луѓе да си поминуваат без да плаќаат. Вие знаете, дури и МВР се вклучи. И јас со вработените кои што се задолжени за патарините, неколку пати имаме
посетувано во вечерни часови, во ноќни часови, во полнотни часови, за да видат дека сепак ќе има контрола. Некој не може некој да рече јас сум од полиција или јас сум од таа институција и да си помине. Тоа беше постојано со означката. Меѓутоа, веќе имаме мониторинг. Голем мониторинг, вие знаете дека има мониторинг во кој што се гледаат сите наплатни станици и ако некој помине без да плати, во тој случај се повикува инкасаторот на одговорност да објасни зошто е тоа така. Дали е тоа возило кое што е службено, а се гледа во екраните. Баш во еден случај кога бевме со помошниците мои на Куманово, помина едно возило, а ние бевме внатре во центар, до секоја наплатна станица има во објектите има екрани. Го повикавме инкасаторот, зошто го пушти без, па не вика, ми покажа, вика нешто како полициско. Ја враќаме камерата и велиме, не покажува ништо човеков. Ти така го пушти. Другарче, некој пријателче. Абе, полицајац се вика. Да. И добро, тој полицајац тој ќе се однесе на први плата дома, ама тебе ако ти избркат од работа, да. Што ќе однесеш дома? Ќе ти даде полицајцот од неговата плата? Нема да ти даде. Така да после тоа се вклучија и другите институции, затоа реков многу е важно целата влада да функционира одговорно. Се вклучи и МВР и веќе најдоа голем број на луѓе кои што ја злоупотребувале патарината. Сега имаме ние доста луѓе кои што се од здравствени причини, има од полиција, службени возила, од брза помош, кои што се поминуваат, ама и значи тоа е одредена бројка. Останатите го користеле тоа, меѓутоа ако јас како директор на државни патишта си плаќам кога одам со службено возило секогаш, тоа си плаќа секој. Ако плаќа премиерот кога оди со негово приватно возило, треба да си плаќа секој. Министерот исто така да си плаќа, независно сум рекол. Дали е министер, дали е премиер, ако е со приватно возило, треба да си плати. И јас лично како директор треба да си платам. Само така ќе дадеме пример дека навистина треба да бидеме сите одговорни према државата. Ако ние тоа го злоупотребиме, ќе го злоупотребуваат многу луѓе други. Познат сте како човек кој што е 24/7 на терен, нон-стоп. Така беше и кога бевте и политичар, особено како градоначелник. Претпоставувам и од она што го слушам, останувате, нели, со тој табиет, постојано сте на терен колку што гледам, така? Да, не застанувате. Јас бев пратеник и координатор на пратеничка група, па станав градоначелник и ми велат амбасадорите, па што барате додите во општина, тогаш не на град Богазива. Велам, доволно ми е парламентот, многу политика, многу зборување, нема ништо материјално. Сакам да одидам некаде, бидејќи по професија сум од областа на техниката, значи од областа на машинството, сакам нешто да направам нешто во животот што ќе остане, што е опипливо, што е видливо и што ќе може да се гордеам јас лично, а пред се ќе имаат бенефит граѓаните на тоа. И така влегов, како да речем, у полуполитика. И градоначалник не е чисто не политичка, меѓутоа сепак е граѓанска функција. Него го бираат граѓаните. И тој е предлог од одредена политичка партија. Меѓутоа, тој е сепак бира од граѓаните и кој ќе му согне тоа што го бира, тој практично е градоначалник на сите. Јас бев еднаш во Темпи, малку дигресија ќе направам, тој е збратимен град на градот Скопје од Америка, Темпи. И му велиме на градоначалникот како поминуваш на изборите, која политичка партија, вели вака, и јас на кога сум на избори, ако до мене застане мојот председател на партија, ги губам изборите. Не мора да зборува. Значи ги губам изборите. Значи тоа е едната крајност, Америка има многу различитости, тоа е на истокот, на западот, на истокот е веќе друго. Малку се пополитизирани, да речем, градоначалникот, партијата, веќе имаат поголем удел во кампањите кои што ги прават. Така да ние се повеќе мораме да држиме на тоа дека градоначалникот навистина мора да биде граѓански ориентиран. И она прашање кое што знам, еве за крај ви го поставуваат и многумина млади, каде ја наоѓате енергијата за сето тоа? Што го правите? Видете, кога имате желба нешто да работите, значи имали вистинска, исконска желба да нешто сработите, во тој случај енергијата си доаѓа. А покрај тоа треба да имате здрав начин на живот. Да речам, искрена, вежбање, разгибавање,
секој Си утро практикувате, значи. секој утро значи мора да имаме разгибување за да би може да го поминеш денот. Понатака исто така во вечерните часови или пешачење или друг начин на спортување, ако не секоја вечер, ма во неделата барем 4 до 5 дена. Така да така ја добиваме енергијата, некојаш и до генетиката, некојаш и до начинот на живење. Во секој случај психолошки треба да бидете подготвени дека сакате да работите нешто и треба да завршите нешто. Во тој случај и се мобилизира и телото и организмот. А ако речете, па добро, сега денеска што да работам јас, мора да си поседам. И во тој случај и телото се разлабава и немаш енергија во себе. Така. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам и јас. Ми беше чест. И на мене исто така. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.